Добро утро и од мене, од студиото на Слободен печат на Слободна ТВ. Денеска со мене во студиото е министерката за труд и социјална политика, Јована Тренчевска. Добро дојдовте, министерке. Добро ве најдов и добро утро. Имате огромен ресор, со вас може да се зборува многу, но како што кажавме, кога се договаравме, повеќе ќе се насочиме кон делот министерка за труд овој пат, затоа што во текот на јавни расправи се е законот за работни односи. Овој закон се смета за устав на работниците, долг период не може да се донесе. До каде конечно дали ќе го види светлото на денот овој закон? Имајќи во предвид дека е системски закон со кој што се уредуваат правата на работниците во сите сектори, во јавниот и во приватниот сектор, и не треба да се брзаме во подготовката на законот, и затоа повеќе од 4 години работната група составена од сите социјални партнери и представници на институциите и граѓанските организации го подготвува предлог законот. Предлог законот е на јавни расправи, започна крајот на претходната година во декември, започна првите јавни расправи, сега некаде до 15 февруари, според агендата ние да ги завршиме јавните расправи, секако. Ако во меѓувреме се појави потреба за дополнителни јавни расправи, ќе продолжиме се со цел за да можеме што поголем број на граѓани, работници, работодавачи, граѓански организации да се вклучат и да дадат своји коментари. Секако процесот и досега и од сега натаму ќе биде инклузивен и транспарентен, и очекуваме после тоа да седнеме да ги вклучиме сите оние конструктивни коментари кои што ќе ги добиеме и забелешки кои што ќе ги добиеме на јавните расправи во предлог текстот, да го поставиме на ЕНЕР, за да може ова новата верзија, надградената верзија со коментарите од јавните расправи да биде достапна повторно за пошироката јавност и да помине секако на економско-социјалниот совет, кој што го водам јас како министерка за труд и социјална политика, па откако ќе го издефинираме предлог текстот и во економско-социјалниот совет, ќе оди во процедура на усвојување и разгледување во влада, а од влада ќе оди во собрание. Очекувам дека првата половина од оваа година би требало, зависно од состојбата во собранието, би требало да го имаме законот донесен од страна на собранието. Овој закон предизвика лавина реакција од страна на синдикатот. Јас сега би одела по нивните забелешки и би ве прашала вашиот контраодговор. Првото за работа на определено време. Тие се уште не отстапуваат од една година и на вашето место мој соговорник беше точно од ССМ господинот Слободан, кој што вели јас очекувам разумно со страна на Министерството за труд и сепак тоа да биде една година. Има ли можност за такво нешто? Разумност покажавме со предлогот кој што е вклучен во законот кој што е на јавни расправи. Предлогот на синдикатот е една година, постојното решение е 5 години, предлогот на работодавачите е да остане или 5 години, или 3 години да се намали периодот на важење на еден договор на определено време. Компромис мора да има кога се работи во работна група, кога имаме повеќе заинтересирани страни, и компромисното решение е токму нешто помеѓу предлогот на синдикатот и предлогот на работодавачите, односно 2 години со клаузула да во тој период на важење на договорот на определено време од 2 години, да за еден работник не може повеќе од 3 пати да се потпишува анекс на договор, со што ги заштитуваме работниците, и мислам дека ќе наидеме на разбирање и од синдикатот дека со ова решение на вистина ги штитиме работниците, обезбедуваме особено во моментот постојното решение дава можност работодавачот да потпишува договор на месечно ниво. Така.
И овде се најголемите злоупотреби од страна на работодавачите. Вака со 2-годишно трајање на еден договор, кој што може 3 пати најмногу во тој период од 2 години да се потпише анекс со еден работник, мислам дека е компромисното решение, а секако после 2 години од потпишувањето на договорот, ако на работодавачот му треба работникот на тоа работно место, ќе треба да го трансформира работниот однос од определено на неопределено. Јас разбирам дека имате тука една тешка улога да го најдете компромисот. Меѓутоа, би сакала да ве прашам вас лично, дали сметате дека повеќе од една година работодавачот не знае дали му треба работникот или не? Дали во тек на една година не може да добие впечаток? Може би за во одредени дејности е доволно, меѓутоа за други дејности и не е доволно период од една година. Токму затоа одевме, значи нека да имаме подолготраен процес на обука. Не само за работодавачот, туку и за работникот, да може да се пронајде на работното место на кое што започнува да работи. И затоа не го гледаме само интересот овде на работодавачот, нам ни е исто така многу важен интересот и на работникот, да може во период од 2 години, како што ќе се потпишува договорот, така да ако не се пронајде на работното место, да може сам да си даде отказ. Во сегашното законско решение е концепирано така, вие сигурно подобро знаете, да се врзува тоа со одредена работна задача. И имаше одредено работно место. Имаше злоупотреби, сигурно и до вас допрало тоа, да се смени работното место, например, не е лимар, него е заварувач, карикирам, и со тоа повторно да оди кон одново циклус на определено работно време. Дали во новиот закон постои нешто што ќе го заштити работникот од такво? Може да го смени работното место, меѓутоа за ист работник не може повеќе од 3 пати и повеќе од 2 години да работи на определено време кај работодавачот. Овде е заштитен работникот. Значи нема да може после да го издигрува така законот како што до сега. Би преминала на нешто следно кое што беше многу актуелно, а тоа е синдикатот вели се суспендира колективното договарање. Образложението е дека во законот новиот што се подготвува пишува како што велат дека тој по една година може да престане да важи колективниот договор. Прашањето е дали може тогаш да се случи, работа во недела да не се плаќа дневница и пол, нели, бидејќи тоа е регулирано со колективен договор или нешто друго што право кое што сега го имаат со колективен договор? Во моментот предлогот е да колективните договори се склучуваат на период од 2 години и да можат да важат плюс дополнително уште една година. Откако ќе поминат тие 3 години, тогаш престанува важноста на колективниот договор. И тоа е направено со цел за да можеме ниту работодавачите, без разлика дали е во јавен сектор, влада или некоја институција, или и работодавачите во приватниот сектор, од една страна, меѓутоа и синдикатите од друга страна да не се чувствуваат комотно како сега во постојното решение. Имаме колективен договор кој што важат неограничено. Синдикатот може да не биде активен и да не работи на преговарање за дополнителни поповолни права на работниците и да бидат задоволни со постојното решение на колективниот договор. Голем дел од правата кои што се донесени по поволните права во колективните договори ги има и во постојните закони кои што се и во останатите закони, не само во закон за работни односи. Во услови кога на пазарот на труд имаме поголема побарувачка на работна сила отколку понуда, односно немаме доволен број на работници и работодавачите се заинтересирани секако добриот работник да го задржат во својата фирма, мислам дека нема да никој да си дозволи
да не започне со преговори за подпишување на нов колективен договор. Од друга страна, ова е се уште предлог на закон. Затоа и се јавните расправи. Да слушнеме низ јавните расправи од различни целни групи, какво е мислењето за сите понудени решенија во законот. Не кажувам дека ова е конечно решение кое што ќе оди во влада или во собрание. Ова е решение кое што работната група, вклучително во 4 години, значи беа вклучени и синдикатите и работодавачите во работните групи. Да, некаде немаше консензус во подготовката на законот, како што е во делот на колективните договори, но оставаме јавните расправи да покажат, па после ќе седнеме повторно со синдикатите, ќе разговараме и ќе дојдеме до заедничко решение. Меѓутоа, не треба да се стравува дека правата на работниците, овие права се загарантирани во крајен случај и со Уставот на Република Северна Македонија. Така. Докаде онаа идеја за општ колективен договор во јавниот сектор, затоа што вака гранските создаваат некоја дискриминација. Еве примија еден дел нели од вработените во јавната администрација К15, а другите не. Што мислите еве како министерка за труд во однос на таа дискриминација и докаде е општиот колективен договор во јавниот сектор? Не постои дискриминација затоа што не ти е регулирано во закон или во колективен договор. Да е регулирано, да не се исплатат правата од колективен договор, тогаш има прекршување на работничките права. Не е дискриминација, е прекршување на работничките права. Меѓутоа, како владата го подпишува општиот колективен договор, ние и минатата година бевме спремни и започнавме преговори со Сојузот на синдикати на Македонија за да можеме да го подпишеме колективниот договор. И од наша страна се покажа конструктивност. Неколку пати седнавме, преговаравме, меѓутоа запнавме на 2806 денари од страна на синдикатите, не покажаа никаква флексибилност. Беше вклучен и во преговорите се договоривме К15 за 2022 година ќе стои во општиот колективен договор. Методологијата нова за постојан раст на плати да ја вклучиме, која што ќе нуди раст на платите во јавниот сектор, но запнавме на 2806 денари и никакво отстапување немаше од страна на синдикатите. Така да не застанувањето на преговорите за општиот колективен договор не е од страната на влада, туку е од страната на Сојузот на синдикати. И работниците не добија општ колективен договор за да се исплати во целиот јавен сектор К15, токму заради неконструктивноста на синдикатот. А вашата колешка министерка за култура вели, јас не би подпишала да се поништи нели колективниот договор во културата. Тоа е единствен договор каде што има нели согласување со минималната плата. Што мислите овде, докаде е притисокот на владата за раскинување на тој договор? Нема притисок од владата за раскинување на овој договор. Меѓутоа, договор, една од новините во Законот за работни односи е тоа што во јавниот сектор, кога одреден министер ќе биде овластен од владата да подпише колективен договор, мора да има позитивно мислење од Министерство за финансии. Затоа што чуварот на централниот буџет е Министерство за финансии. Секакво подпишување на колективен договор кој што ќе влијае на стабилноста на буџетот на институцијата, меѓутоа и генерално на буџетот на Република Северна Македонија, не е добро ниту за работниците, ниту за генерално за граѓаните. Кај колективниот договор во Министерство за финансии имавме негативно мислење од Министерство за финансии, затоа што усогласувањето со минималната плата е во ред, меѓутоа не со коефициент пута 2. И ова ги доведува во нерамноправност или нееднаквост на другите вработени во јавниот сектор. Во Законот за администрација имаме усогласување исто во основната плата влегува минималната плата.
и ќе има согласување, меѓутоа не со коефициент пута 2. Во моментот и минатата година, 22 и 23, во однос на платите на вработените даватели на услуги во култура, трпат капиталните проекти. И каде е целта ако 51% од буџетот на една институција оди на исплата на плати и да немаме средства за капитални проекти или пак за сето нешто значи проекти во делот на областа, односно во делот на надлежноста на култура. Како што сами спомнавте, во Законот за систем на плати во јавниот сектор ќе биде вградена нели минималната плата во основната плата. Меѓутоа постои ли опасност, бидејќи министерот за финансии на крајот сепак треба да каже нели дали тоа може или не, да едноставно тој каже не може, нема пари во буџетот и да нема повторно да се случи да исплати под минимална плата во јавниот сектор. Не може. Значи, не може, затоа што Законот за минимална плата одредува, важи и за јавниот и за приватниот сектор, дека не смее да има пониска плата од законски утврдениот износ на минимална плата. Тоа е во моментот 18.000 денари. Од март ќе имаме покачување повторно и очекуваме некаде над 20.000 денари да биде минималната плата. И не може ниту еден работодавач да исплати пониска плата од минималната плата, затоа што тука се инспекцијските органи, Државниот инспекторат за труд и денес работниците се многу свесни и охрабрени се да пријавуваат секаква злоупотреба на правата од работен однос, а најмалку може да си го дозволи тоа јавниот сектор, односно владата генерално, која што всушност си ги носи законите. А што според вас е уште најважното што ќе биде како придобивка за работниците од новиот закон за работни односи? Покрај определеното време, значи регулирање, воведуваме и нови форми на работа кои што се доста интересни и прифатени, особено кај младите, нови договори за вработување, тоа се работа од дома и работа од далечина. Пандемијата не научи дека одредени професии може да функционират и на онлайн, односно со работа од дома или со работа од далечина, и што беше едно од барањата и на Стопанската комора на работодавачите, меѓутоа и на младите работници, и тоа е навистина една придобивка за нив. Понатаму во делот на породилното отсуство, моменталното, и тоа е во изминатите неколку недели доста актуелно, затоа што излегоа спинови кои што наместо да ние како Министерство за труд и социјална политика го презентираме, придобивката ја презентираме од новото решение во законот, ние се справувавме со невистините, информации, лажни информации кои што излегува на социјалните медиуми, и тоа е една придобивка и за двајцата родители. Ќе ве прекинам. Точно, значи, да објасниме. Кој може како по месеци да оди на породилното отсуство? Значи, воведуваме нови институти. Согласно директивата на Европската унија за хармонизација на семејниот и професионалниот живот, воведуваме мајчинство, родителство и татковство. Мајчинството трае 5 месеци и 4 месеци имаме за мајката која што родила едно дете, имаме дополнителни 4 месеци, а за мајката која што родила 2 или повеќе деца, мајчинството се продолжува за 2 месеци. Значи, 9 месеци, односно 12 месеци за мајка која што родила 2 или повеќе деца, остануваат како и во постојното решение на Законот за работни односи. Дополнително воведуваме татковство за татко на кое што ќе му се роди дете од 15 дена во моментот на раѓање на детето, значи следните 15 дена да може да користи отсуство и за да може да биде дома со мајката на детето, за да се грижат и двајцата подеднакво за своето дете.
Покрај овие 15 дена воведуваме право на отсуство на таткото, родителско отсуство, во траење од 4 месеци и кој што може да ги користи неизменично со мајката, еден по друг или заедно. Оставаме на двајцата родители, затоа и директивата е хармонизација на семејниот и професионалниот живот. Двајцата родители да се договорат како ќе ги користат правото од 4 месеци, односно родителското право за мајката и за таткото. Еве, хипотетично, ако таткото не го користи, колку ќе има мајката само? Ако таткото не го користи, родителското отсуство од 4 месеци му пропаѓа. Не може таткото да го пренесе родителското отсуство на мајката и мајката си останува да си користи 9 месеци. Значи мајката и понатаму остануваат 9, Дефинитивно а овие нема се кратење. дополнителни 4 што се даваат на таткото. Така, имаме... А дали имаш разлика, дали добро ве разбрав, кога има едно дете и повеќе? Да, кога имаме едно дете, мајчинството е 5 месеци, кога имаме 2 или повеќе деца, мајчинството е продолжено уште за 2 месеца, значи 11 месеци. Значи, вкупно нема да има она 9 месеци, туку ќе има 11 месеци. Кога се раѓаат 2 или повеќе деца наеднаш. А како близнаци или? Да. Тризнаци. Така. А кога се раѓа едно дете, имаме, кога ги собереме отсуствата на мајката и на таткото со предлогот решение во Законот за работни односи, имаме 13,5 месеци отсуство за двата родители. Да. Не се намалува за мајката, останува 9 месеци, со тоа што за таткото дополнително имаме 15 дена татковство и 4 месеци родителско отсуство. Тука ве прекина, па ќе ве замолам да продолжите, еве, значи породилно и што друго би било? Да, и во делот на посебната заштита при раѓање на дета, исто така имаме 2 месеца неплатен, по 2 месеца за двајцата родители, за мајката и за таткото, неплатено отсуство, кое што може да го користат во текот на 8 годишно, додека детето наполни 8 години. Исто така сами одлучуваат кога ќе го користат тој период на 2 отсуство од неплатено отсуство од 2 месеци, за да бидат со своето дете, зависно од нивните потреби. Понатаму, во делот на инспекцијскиот надзор и на прекршочните одредби, исто така имаме новини. Досега при утврдување на неправилност, повреда на одредено право од страна на работодавачот, инспекторот изрекуваше инспекцијска мерка опомена, па после опомена, ако не постапи по решението на инспекторот, изрекува инспекцијска мерка наредба. Сега имаме дистинција помеѓу наредбата и опомената ја намелуваме за многу мал дел од прекршоците, односно неисполнувањето на обврските од Законот за работни односи, и тоа само за лесни прекршувања на одредбите од Законот за работни односи, како, например, неинформирањето на работниците за одредени права, начувањето на договорот за вработување во седиштето на правниот субјект, и тука се дава опомена. Меѓутоа, за се останато, што значи поголеми прекршувања на работничките права, инспекторот ќе оди директно со инспекцијска наредба, мерка наредба, решение со наредба, со што се нам всушност и во пракса од досегашната имплементација ни се покажуваше да, со оглед на тоа што работодавачот има право и на решението за опомена да поднесе жалба до второстепена и на решението за наредба да поднесе жалба до второстепена, ни се случуваше често да за ист прекршок второстепена носат различни решенија, односно различни одлуки. Така да го отстрануваме ваквата можност, а ги заштитуваме дополнително работничките права, со тоа што за поголемите прекршувања одиме директно со наредба и со прекршочна санкција, односно глоба за работодавачите.
Министер, ќе ви благодарам на овој разговор. Се надевам дека повторно нели ќе се видиме во ова студио, затоа што секогаш со вас има многу што да се зборува. Ви благодарам на поканата и секако на секоја покана со задоволство ќе одговорам да бидам гостинка во вашето студио.